Овоштарите од Пијанец и Малеш ги бројат штетите од пролетните мразеви и ги пријавуваат до подрачната единица на Министерството за земјоделство на 2 дена пред истекување на рокот за поднесување барање за пријавување штети. Во Делчево се поднесени 520 барања, а во Берово 200. Ништо нема. 100%, ништо. Тоа беше за милина, ама За нас и ланската и сегашната година са истите. Немаме ни сливка да отчинеме таа година и ореси имаме исто унисоништени. Скоро 100%. И од сливи, и од ореси, и од другите овошји. Некаде 18 дека растила. 100%. 100% имам штета. Тоа околу 3 евра. Паралелно со поднесување на барањето до подрачните единици, комисии излегуваат на терен за да евидентираат состојбата со штетата. Формирани се 4 комисии, една комисија во Македонска Каменица и 3 комисии се во општина Делчево, со поднесувањето на барањето и автоматски излегуваме на терен. Штетите од пролетните мразеви се најголеми кај насадите со сливи. Оштетувањата се огромни, овошните насади со сливи, оштетувањата се од 80 до 100%, оштетувањата кај вишните се од 30 до 40%, во зависно од каде се наоѓа катастарската парцела која е измрзната од студот. Кај орехивите е 100% на штетата, кај кајсиите 100% на штетата, кај лешникот нема штета. Овоштарите поучени од минатогодишното искуство, кога до општините од крајниот исток пријавуваа штети од ланските пролетни мразеви, а не добија ниту денар обештетување, денеска се резервирани во однос на очекувањата дека некој ќе ги обештети. Тоа ни проценија околу 168 милиони, а сега па не ги ни исплатија, толку биде. Дена доле на тоа ќе платат кај нас истокот, тоа нема ништо. Особено Делчевското, Беровското. А сега колку проценат? Исто тоа е се. Во Делчево се очекува до 10 мај до кога истекува и рокот за поднесување барања, 700 овоштари од Делчево и Каменица да пријават штети. Потоа заедно со записниците од терен ќе се доставуваат до ресорното министерство. Дали и кога ќе има обештетување не се знае. Инаку обештетување нема ниту од поплавите пред 2 години кога само во Делчево беа уништени 40 хектари овошни насади.